Каде е директорот и дали функционира управата на борците и воените инвалиди? Со документи во рацете и со листа од 22 законски загарантирани права кои им следуваат, бранителите и воени инвалиди побара владата да го разреши директорот. Тврдат, од септември лани до сега не е решено ниту едно нивно барање. Биле поднесени околу 50-тина. Нити знаеме кој е директор, сем што ги има неговите иницијали на страницата на управата, нити знаеме дали воопшто функционира. Директорот е во служба на бранителите, воените инвалиди и борците. Не е во служба на нешто друго. Номиниран, именуван од владата на Република Северна Македонија. Најголем апсурд е тоа што именуваниот директор е од политичката партија Достоинство, каде Стојанче Ангелов, преседателот, е воен инвалид број 1 и бранител од 2001 година. Тврдат комисијата која требало да решава по нивните барања уште во јануари не се состанала. Управата на средината на април ги примила службените печати, а до тогаш не можела да функционира со службен подпис. А половина од подрачните единици немаат представници. Велат, ова не се случило од 2003 година до сега. Имало доцнења, но максимум до 1 месец. Јас не сум разочаран од Стојанче Ангелов, разочаран сум од неговото решение и неговото недолично однесување и непочитување на бранителите. Бидејќи Стојанче Ангелов е само дел од едно зрнце од мозаикот што се вика бранители и воени инвалиди на Република Северна Македонија. Ако му е нему битно да има директорски места и плата, директорска, он и неговите представници на политика биде на неговата чест. Директорот Цикарски за телевизија 21 вели дека ја наследил управата во многу лоша состојба, недостасувале поголем број на вработени. За оваа состојба е запознат и министерот Фатмир Лимани и заменикот Ѓоко Велковски, како и државниот секретар Фатмир Сабрију. Од нив побарав во управата со внатрешно прераспределување да бидат доделени неколку стручни лица, а од нивна страна сум информиран дека се превземаат мерки за вработување на нови лица. Цикарски очекува следната недела да биде надминат проблемот и комисиите да започнат со забрзана работа. Добро, готово.